Во Македонија е сузбиен црниот пазар на онколошки лекови за пациенти болни од канцер, тврди првиот човек на Фондот за здравство Сашо Клековски во интервју за Радио Слободна Европа. Криминалниот случај во онкологија беше со продажба на лекови надвор од земјата и одговорно тврдам дека во Македонија никој не платил за тоа, вели Клековски. Ова е прв пат во Македонија да има процес во здравството за ваков тип на криминал, бидејќи сите случаи на одредени кривични дела во здравството биле или за индивидуално мито, или за груби лекарски грешки. Сега немаме гонење за вакво кривично дело и мислам дека е порака до целото здравство дека доколку има такви криминални дела, тие мора да престанат ќе бидат гонети. Неказнивоста во здравството е заради присутниот страв од гонење на лекари. Мислам дека тоа е културолошки присутно. Клековски вели дека клиниката за онкологија доби 2 пати поголем буџет и финансиите повеќе не можат да бидат проблем, а она што во моментот се случува како недостаток на лекови е исклучиво заради дистрибутерски проблем. Во моментот нема ниту еден лек кој недостасува, а за кој нема замена, тврди тој. Со десетина долари или евра придонеси здравствени, не можете да очекувате здравство како што има во Шведска. Обвинителството поднесе 2 обвиненија за случајот онкологија. Обвинети се екс-медицинскиот директор Нино Васев и уште 3 онколози за несовесно лекување болни и тешки дела против здравјето на луѓето. Вештачењето од Словенија покажало дека 29 болни од канцер биле несоодветно лекувани, со што им се влошувало здравјето. Други пак добивале од скапата биолошка терапија во фаза кога таа не можела да им помогне. Другото обвинение е за Васев и екс-организацијскиот директор Нухи за злоупотреба, измама и проневера во службата. Доказите покажале дека 9 пациенти само на хартија добивале дел од лековите. Истрагата не утврдила каде завршувал вишокот терапија.